и веќе од 1953 година станува веќе јавно прв човек на американската екипа, со која што започнува да работи на конструкција на ракетата за која што ќе полетат американците во Вселената. Веќе 1960-61 година се слика и со Џон Кенеди, значи станува една и позната личност во цела Германија, иако Хитлеровото минато не му е заборавено, и он станува еден од првите петорица луѓе во тогашна НАСА се до својата смрт 1975 година. Значи, при тоа сакам да нагласам, значи германците со својата ракета Фау-2 44 година полетаа во висина 80 км, а доека 1946 година, наредната 2 години после тоа, американците веќе полетаа дупло повеќе него што тој појде од рака на германците. Да. Сега во истиот период се работеше во Советскиот сојуз. Особено во Советскиот сојуз почна да се работи кога на власт дојде кога за прв човек поточно беше поставен Сергеј Королев. Мислам, Сергеј Королев се работи за една импозантна личност. Мислам, голем дел од американските научници сметаат дека тој е најголем конструктор во историјата на ракетите. Значи, он е конструктор на познатата ракета Р-7, онаа ракета семјорка, со која што е со која што највеќе се има летано во Вселената. Значи, од негово време само се усовршени некои работи, а принципот е се уште на тие ракети од кои што денеска основа е ракетата Сојуз, е на Сергеј Королев. Сергеј Королев особено зима да се ангажира нова поле која разбира за Вернер фон Браун. Значи, и во една своја изјава он наведува, значи, кога вели дека ќе го поведам тоа Хитлерово попеле. Значи, тука се мисли дека ќе го поведи у смисла на некоја научна работа, ќе го надмине научно. Меѓутоа, за жал, Сергеј Королев 1966 година страда во една операција, една безвеза операција, значи мислам од слепо црево или од брух бил опериран, и на операциониот стол он умира. И тука голем дел од светските аналитичари сметаат дека со самото страдање на Сергеј Королев, значи тоа безвезно умирање на Сергеј Королев ги сопира русите, иначе русите, значи кога он би проживеал уште некоја година, значи најверојатно дека они први би се искачиле на месечината. Имаше ли во тоа време гласини по повод смртта на големиот Сергеј Королев, дека може би станува збор за убиство? Па, видите, се работи за една небрига од самите лекари. Значи, он бил испратен една операција на брух од брух. Сега, тука најверојатно доаѓа до некоја компликација на Сергеј Королев, затоа што диагнозата била погрешна. Мислам, од медицинска гледна точка се гледа дека он веќе длабоко би бил навлезен, длабоко веќе имал карцином, неколку месеца претходно него му испаднале сите зъби, косата почнала нагло да му паѓа и репта. Мислам, и сега најверојатно дека он не можел да издржи таа операција, и со луѓето што како се случило немам податоци, но најверојатно мислам дека целиот тим е расторен. Сега што настанува со тимот не се знае, но најверојатно дека некаде се на Сибир. Ехо од Вселена. We got the feeling of mystery. We got the touch of humanity. I know we can live forever. We got the voice of the melody.
We got the choice of the harmony. I know we can live together. Кога зборуваме за ракетите, Зоране, неупатно е, а да не позборуваме малку и за ракетниите погони, горивото што тие го користат, а достигнуваат току големи далечини. Да, и брзи. И брзи, да. Па видите, првите ракети со кои што полета кинезите, као основно средство им било барута, затоа што едино ни барутот кој погонско гориво го познавале. Меѓутоа, нели со 20-тиот век, со развојот на хемијата, веќе почнува да се развива и горивото. Значи, се конструирува течно гориво и кога течно гориво за ракетите, со кои што и ден денес полетува, се користи оној бензин од 66 октана. Значи, тоа е оној керозин на авионите што летаат со него. И мешавина од кислород. Значи, се зема еден погон еден дел од овој керозин и 6 дела на кислород. Со такво гориво и ден денеска полетува најмоќната ракета во светот енергија. Тоа е советска ракета, денеска руска ракета наречена енергија. Сега, покрај ова гориво постои и она така наречено хемиско гориво кое што беше откриено некаде 50-тите и 60-тите години од минатиот век. Така да речеме Space Shuttle во своите бустер ракети полетува со тоа гориво. Исто така и познатата советска ракета Протон полетува со тоа гориво. Тоа гориво е тврдо гориво и има назив, постојат две врсти на ова гориво и називот му е монометилхидрозим со азот
тетроксид кооксидатор,